Како што некогаш било кажано за огнот дека е одличен слуга, но лош господар, така е денеска за интернетот и сите погодности кои тој ги носи. Со сите предности тој носи и слабости. Една од најголемите е говорот на омраза, која за жал денес е расширена како епидемија од невидени размери на социјалните мрежи и воопшто на интернетот. Денеска е Европски ден за безбеден интернет. Дали е тоа можно? Секако не, меѓутоа треба сите да тежнееме и да дадеме максимален придонес за да го намалиме говорот на омраза на социјалните мрежи, односно да го сведеме на минимум. Денеска во студиото имам двајца млади луѓе кои се влијателни на социјалните мрежи, кои имаат голем број следбеници. Ќе им оставам ним да им се представат, а потоа ќе зборуваме за она лошиот дел од нивната работа со кои тие се соочуваат, а тоа е говорот на омраза. Добро утро, добро дојдовте. Ве молам, Кусо, представете се за гледачите кои можеби не ме познаваат. Добро утро, јас сум Александра, позната на Инстаграм како Majestic и веќе ова влагам во 11-та година откако креирам содржина на социјалните мрежи и можам да кажам дека навистина мислам интересна професија за да се работи во ова време. Значи 11 години професионално се занимаваш со креирање содржини на Инстаграм главно, Добро, така? на почетокот беше нормално како хоби, ама да, од 2014 година. Позната како Александра Majestic, да. Што, каков тип на содржини најчесто креираш? Лайфстайл. Лайфстайл. Да, си го представам тоа што си го живеам и така, уживам во тоа. Колку следбеници имаш на Инстаграм? 34.000, мислам дека. 34.000? Да. На со кое темпо објавуваш содржини? Која е фреквенцијата? Значи секој ден по нешто или? Па секој ден, мислам скоро секој ден објавувам на стори и многу често рилови и слики. И сега е тоа и професионално како професија? Да. Со тоа се занимаваш? Се заработува доволно? Да, супер. Тоа е убавиот дел. Ке зборуваме подоцна и за помалку убавиот. Александар Динев веќе не бил во ова студио, најчесто присутен на TikTok, но еве ќе оставам сам да се представиш по-детално. Така, јас сум Александар Динев, се занимавам професионално со инфлуенсерство веќе 6 години, помалку од Александра, ама доста долго време и тоа сепак. Објавувам видео содржини кои што се исто така базирани на моето секојдневие, но исто така правам и видеа каде што патувам, порано правев и некои скеч видеа, интересни улоги играв во видеа, да кажеме. И на TikTok моментално ме следат околу 321.000 следбеници, а на Instagram 35.000 следбеници. Каде си поприсутен, на TikTok или на Instagram? Мислам и на двете платформи, но повеќе активно ме следи публика на TikTok. Александра, тебе те нема на TikTok? Па пробувам искрено, ама повеќе сум така, врзана за Инстаграм. Ајде малку, ако сум љубопитен, зошто на Инстаграм имаш 10-кратно повеќе следбеници отколку на Инстаграм? Таму е друга публиката, веројатно, или? И алгоритмот е многу поразличен, затоа што многу полесно е да стигнеш до поголема публика на TikTok отколку што на Инстаграм, особено сега со новите, ајде да кажеме, мерки на Инстаграм, малку е потешко да се стигне до гледаност. Но и не сум објавувал долго време на Инстаграм. Јас откога почнав на TikTok, таму почна се и потоа почнав и на Инстаграм да бидам поактивен, затоа што не бев на почеток. И сето тоа фино убаво звучи. Имате фина работа која ја сакате, која ја правите од задоволство, која сте почнале да ја работите како хоби, а сега заработувате од неа и може убаво да живеете, да патувате, да објавувате содржини и да бидете при тоа влијателни или да се нарекувате себе си како што е модерно сега инфлуенсери, значи креирате содржини кои имаат влијание врз вашите следачи на социјалните мрежи и тука некаде е оној убав дел од вашата работа, а секоја работа си има и своји мани. Едно од најголемите е веројатно говорот на омраза со кој се соочувате. Веројатно не сте поштедени, иако сте млади луѓе, иако ти си релативно и нов, 6 години само. Релативно нов. Релативно. Меѓутоа, веројатно не постои човек кој креирал нешто таму, па кој не предизвикал одредени реакции. Денеска е Европски ден за безбеден интернет и вие влеговте во таа кампања, ни донесовте овде и неколку ролни тоалет хартија. Да, еве, Александра може Што е пораката сега? Интернет без омраза, можно ли е такво нешто? Вака, ова уствари тоалетната хартија е состав на коментари кои што се пронајдени на интернет за нас контент креаторите.
и фино лепо, тока е... Може ли полека да ја вртиме? Да, Нема да ги може. читаме од почит кон нашите гледачи, меѓутоа ќе може камерата да регистрира, па кој сака и има желудник за ова, може и да ги прочита овие навредувачки, заканувачки и ете така може да одиме полека. Навистина невкусни коментари. Освен со навредлива содржина се забележува и закани, конкретни закани, нели? Так. Па, реално кога ќе го прочиташ тоа дека некој не ти посакува да си жив, мислам дека на некој начин да, заканувачки. Ајде, објаснете вие како ги доживувате овие коментари. Александра Трајковска, девојка на колку години? 30. 30 години. Да. Ако креираш содржина за лајфстайл, со што можеш да испровоцираш негативна реакција кај твоите следачи? Зошто тоа ги дразни, ги провоцира да ти праќаат навредувачка или заканувачка содржина? Па, мислам дека најчесто затоа што луѓето не се запознаени и се уште има како ново оваа професија, па најчесто мислам дека тие хейт коментари доаѓаат од оној, јас би кажала, страф од непознатото. Така што ние не дека нешто правиме лошо или промовираме лоши вредности, мислам дека напротив баш се залагаме за добри вредности, промовираме интересни работи, шириме позитива, не знам, поддржуваме општествено одговорни иницијативи и мислам дека тие хейт коментари доаѓаат од некои работи што луѓето можеби не им се нормални. Например, ако јас се облакам на некој начин, или ако некој друг има некој гестов или било што нив не им се нормални, мислам дека тоа предизвикува кај нив таа бура на хейт коментари, иако не гледаат малце подлабоко, како не прати интроспекција на тоа што ние промовираме вистински и дека не ги согледуваат вистински нашите вредности. Како ги доживуваш негативни говорот на омраза? Кога ти или може ли да ми посочиш кој коментар или во кој период најмногу те допрел, те повредил? Дали си го пријавила всушност тоа во единицата за сајбер криминал и дигитална форензика при Министерството за внатрешни работи? Дали некогаш си пријавила кај надлежните, бидејќи имаме во кривичниот законник е опфатен, има член кој подразбира дека говорот на омраза треба да се санкционира и кривично се гона сторителите? Немам пријавено хейт коментар, но имам пријавено дека имам стокер што константно ми пишува и невкусни работи, сето тоа секојдневно и прави од почеток нови профили, затоа што јас го блокирам. Која е неговата обседнатост со тебе? Па не знам, најверојатно си има некоја своја фантазија во главата што не знам. И лесно е за тастатурата, сите се чувствуваат посилни и поверојатно. Па да, јас сум сигурна тој човек ако ме види уживо дека ќе се исплаши од мене. Александар и помлад од Александра. Так. Во Македонија истражувањата покажуваат дека говорот на омраза на интернетот е најчесто предизвикан од политички причини, а потоа следуваат религија, традиција, идеологија, сексуална ориентација, ментално здравје или било кој став објавен како коментар или како пост на социјалните мрежи. Секојдневно добиваш говор на омраза, коментари со лоша содржина на TikTok и на Instagram? Па да, има секојдневно коментари, само што јас преферирам да не ги отварам коментарите под моите видеа и да не ги читам од причини што мислам дека може моето време поквалитетно да го потрошам на други работи. Научи да се чуваш од тоа, да се дистанцираш и да не те допира? Да не го сваќаш лично и сериозно? Дефинитивно, затоа што секој негативен коментар е огледало на личноста која што го оставила истото. Затоа што сметам дека личност која што е сигурна во себе, личност која што се сака себе си, никогаш не би се потрудила да повреди некој друг. Така да, тоа гледам како некој нивен личен комплекс и затоа и можеби некои луѓе, до одреден степен ги разбирам затоа што тие луѓе кои што коментираат така се чувствуваат подобро за себе си. Не велам дека тоа е во ред, тука разбирам од каде доаѓа причината зошто тоа било коментирале некој. До одреден степен. Така да се научив како да се сносам со тоа, кога се опкружив со луѓе кои што ми пружат поддршка и од кога почнав да си посветувам повеќе внимание на себе си.
Си пријавил некогаш ти во полиција или во некоја друга институција кога си добивал навреди или закани на Facebook? Немам пријавено да се. Ниту ти. Не. А си влегол некогаш во дискусија, дебата, например, да се обидеш да вратиш, да реплицираш некому, да се обидеш да го омекнеш некој што се послужил со говорна омраза? Да, имам вратено неколку пати на такви коментари, но секогаш сум враќал со добро. Знаеш како велат, уби ги со добрина. И вродило со плод тоа или? Па некогаш знаат да од тоа тие што коментирале лошо да вратат со добро, или пак уште повеќе тоа да ги изнервира, Да ги па разгневи. дупло повеќе Па да коментираат. или им треба внимание, или на вистина они имаат нешто што Е проблем. е проблем, да. Добро, рековте, двајцата сте со околу 30 и кусур илјади следбеници на Инстаграм, една од најпопуларните социјални мрежи во Македонија. По повод Европскиот ден за безбеден интернет почнавте кампања, еве интересна форма на кампања. Каде е вистинското место на омразата? На тоалетната хартија која треба да заврши во тоалетната школка, веројатно. Дали на вистина така едноставно може да се пушти вода и да се испрати таму каде што е местото? Па мислам дека да, со тоа што ние, како што кажа он 6 години, јас веќе 11 година, мислам дека тоа со искуството некако ќе научиш како да се носиш со тоа. Но мислам дека моќта на оваа кампања и општо ние кога збориме за говор на омраза е тоа дека оние кои што се немаат уште на некој начин освестено за оваа тема, децата што се во рана возраст што трпат говор на омраза во школа, и мислам дека големината на кампањата е свесноста за да се разбуди дека кога добиеш говор на омраза можеби не е до тебе, туку до тој спроти тебе. Добро, какво е приказната на другите ваши колеги инфлуенсери? Веројатно имате комуникација меѓу себе. Еве Александар и Александра сте тука, па кажувате ваши лични искуства и сведоштва. Веројатно и другите луѓе кои се влијателни на социјалните мрежи се соочуваат, бидејќи реков во Македонија истражувањата покажуваат дека политиката во 30% од случаите е главен причинител на говорот на омраза на социјалните мрежи. Вие за среќа или не знам, но не креирате политички содржини, меѓутоа повторно се соочувате со говор на омраза. Како е тоа кога станува збор за другите, останатите инфлуенсери? Па мислам дека горе-доле сите истото го доживуваат, затоа што пак нашата професија е тоа да си изложен 24/7 на интернет и нормално луѓето имаат пристап до тебе. И знаеш во што влегуваш реално, Да, кога се експонираш јавно, знаеш дека тука мораш да очекуваш дека ќе има луѓе со нивни мислења и дека отворено можат да се изборуваат за тоа. Мада имало случаи каде што некои јавни личности или ете да кажеме инфлуенсери се откажале од тоа чисто поради тоа што Не може на притисокот да го издржат. да. Било посилно. Веројатно треба да се постави граница и таа граница да се почитува. Секој има право на став и тоа е она што ни е загарантирано со уставот како слобода на говор. Јас можам да не се согласувам со одреден став или одредено видео што го постирал Александар Динев, меѓутоа можам тоа со фини зборови, убави зборови, без при тоа да користам омраза, навреда или клевета, да се спротиставам на тоа, па можеме да дискутираме и дебатираме како цивилизирани луѓе. Тука е таа граница. И прашањето што се наметнува е зошто сте толку толерантни кон тие безобзирници кои се служат со говор на омраза, кои без да трепнат кажуваат лоши зборови, пишуваат вакви пораки какви што пишуваат. Затоа што таквите пораки се бескорисни, затоа е таква и кампањата уствари. Ама мислам дека сме научиле како да примаме повеќе конструктивна критика отколку што навреда. А има многу голема разлика. Луѓето мислам дека не знаат да го разликуваат тоа. Попрво би навредиле некој отколку што да му дадат конструктивна критика. Конструктивна критика е кога ќе добиеме, ете да кажеме, некој негативен фидбек, но со некоја препорака или да не посочат во некоја насока. Друго ти некој да навредиш без причина или чисто нака нешто да не ти се свиѓа и само така да кажеш лошо. Па да, искрено мислам дека конструктивната критика повеќе ќе не мотивира нас да бидеме подобри отколку што хейт коментарите. Добро, Александра ја прашав, си примили некогаш Александра за канувачка порака? Да.
Да. И тогаш не си се двоумел дали да го пријавиш тоа во полиција, например? Нис... Па, реално, само... Не си се исплашил некогаш? Сум повеќе моите родители си имаат исплашени од колку што јас, затоа што сметам дека некои луѓе птен се прават силни позади екраните, но сум се трудел да се заштитам себе си. Мислам, пак се трудам да не се ставам во ситуации каде што сум околу многу луѓе или да не објавам многу каде се наоѓам во момент. Знам некогаш да сликнам нешто и да го објавам отпосле чисто за да се заштитам себе си, пошто си има случувано луѓе да се појавуваат на локации каде што сум ставил селфи на Instagram story или било што и да е. Така да имам некои начини како можам да се заштитам себе си се со цел да да ги спречам тие работи да се случат во живо, ако некој воопшто ми се заканува за мојот живот и слично. Еве вака, за оние што не знаат, а можеби се подготвуваат да се дрзнат или не внимаваат многу кога се чувствуваат силни за тастатурата, говорот на омраза во Македонија е регулиран со кривичниот законник. Според член 394, ширењето на расистички ксенофобичен материјал преку компјутерски систем е казниво со затвор од 1 до 5 години. Дополнително член 319 предвидува казна за предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост. Значи, тие насилници кои се чувствуваат скриени за тастатурата, па мислат дека може да прават што сакаат, можат лесно да бидат откриени и може да се соочат со казна затвор. Затоа веројатно целта на кампањата е и да ги охрабри не само вас, туку и сите инфлуенсери, сите креатори на содржини на социјалните мрежи да бидат похрабри во пријавувањето, да не молчиме. Треба ли да се молчи? Јас мислам дека не, и плюс доколку пријавуваме, мислам дека ќе има и притисок до институциите да бидат малци они поактивни, да видат што се случува на интернетот тука. А и ако треба реално да пријавуваме, ако ја треба да почнам да листам низ коментари, тие се многу напечатени се на тоалетна карта. Многу пријави се тоа. Реално. Добро, на едно видео што го постираш, колку се негативни или со говор на омраза? Зависи многу од видеото. Некогаш кога некое видео станува вирално и го гледаат повеќе луѓе и да кажеме наводно експлодира на социјални мрежи, има многу поголем замав на хейт коментари. Би кажал некогаш се 20%, некогаш се 50%, некогаш може и да се повеќе од тоа. Се тоа варира од самото видео. Но мислам дека на TikTok има поголема доза на говор на омраза. Како е кај Александра? Кај Александра, па кај Александра најчесто стигаат во директ или тоа се шегувавме. Има голем број? Нема, мислам јас не ги гледам и кога отидов за кампањата кога ми ја презентира, јас бев ама не знам дали ќе најдете за мене коментари, ми вика уживај, најдени се веќе. Така што најверојатно јас некако си имам поставено граници да не гледам и да не отварам се што се збори, што се пишува за мене. Но кога ќе ми стигне во директ порака, тогаш ја читам и тогаш зависи каков ми е денот. Ако сум малце покревка, може да ме навреди, но најчесто имам научено да се носам со тоа. Еве, кога станува збор за ажурноста на институциите, ви рековте дека тоа ќе ги охрабри институциите. Ако инфлуенсерите не молчат, веројатно ќе работат повеќе надлежните институции. Во периодот од 2021 до половина 2023 Основниот кривичен суд Скопје донел 4 правосилни пресуди за говор на омраза и интернет, од кои 3 биле условни осуди, а една ослободителна. Во март 2024, значи минатата година, Основниот суд во Неготино донесе прва осудителна пресуда за говор на омраза врз основа на сексуална ориентација, изрекувајќи условна казна затвор од 1 година. Запознати сте со овие факти? Сега, кога сте дел од една поширока кампања, што решивте? Кои се пораките на кампањата што треба да ги испратите за да ги охрабрите, да се охрабрите и сами себе и вашите колеги? Како против говорот на омраза? Дека треба гласно да зборуваме, дефинитивно, а и да пријавуваме кога се надминуваат некои граници. И исто така да научиме каде има место на хейт коментарите. А тоа е во корпата за отпадаци. Корпата за отпадаци. Добро. За разлика од Македонија, во Европската Унија има многу поригорозни правила и закони кога станува збор за говорот на омраза. И за разлика од нас тука кои сме политички многу преокупирани,
тука, како што реков неколку пати, политичкиот дискурс ги мотивира најчесто оние кои се служат со говор на омраза. Во Европската унија говорот на омраза најчесто е насочен кон различни групи и поединци. Таму се голема жртва жените. Дали, Александра, ти некогаш си била таргет, цел на говор на омраза, бидејќи си припадник на така речено понежниот пол? Па може би на интернет не, ама во вистински живот дефинитивно сум била изложена на така немили настани кои што реално ме натерале да се исплашам за својата безбедност. Така, говор на омраза во Европа исто така е насочен кон етнички и национални групи, како и кон припадниците на ЛГБТ заедницата. Во Македонија говорот на омраза е најчесто мотивиран од политички причини, меѓутоа не отсуствуваат и овие. Добро, што ќе се смени по ова ваше учество во кампањата денес, ќе креирате нови содржини на социјалните мрежи, Александар ќе објави ново видео на TikTok и можеби ќе добие коментари со говор на омраза. Дали ќе ги пријавиш, како ќе постапиш? Ќе се потрудам да пријавувам. Мислам, пак ја кажам, имам доста такви коментари, не можам сите да ги пријавам, не е ефективно временски, ама тие кои што се загрижувачки, дефинитивно ќе се трудам да ги пријавувам, затоа што сметам дека е правилен чекор, а и не знаев дека тоа може да доведе до казна во затвор. Така да, ета. Сега сте охрабрени. Дефинитивно. Би ги охрабрили и другите, затоа што не сме само ние тие кои што се изложени на ризик, туку има и дечиња во школа, средно, што се како и во возраст кога се оформуваат како личности, тоа мислам дека многу влијае на менталното здравје. И мислам дека оваа кампања колку е што е за нас, толку е за другите, за да се да се доведе таа свесност како влијаат тие лоши коментари врз една персона. И мислам дека не само на социјалните мрежи, туку и надвор во истинскиот свет, затоа што не се случува тоа само на социјалните мрежи. Да, меѓутоа веројатно многумина се несвесни дека правата со кои располагаме како луѓе во реалниот живот се еднакви со правата кои ги имаме и на интернет. Така. Зошто е таа медиумска писменост на такво ниво во Македонија при толков број на инфлуенсери, при толку содржини, при толков интернет сообраќај? Па мислам затоа што нема доволно едукација за оваа тема, најверојатно затоа што има работи што ние не ги знаеме. Затоа што оваа професија, како што кажав, е прилично нова и ние на одредени моменти не знаеме како правно да постапиме за некои случувања, но секогаш треба да сме заинтересирани и да сакаме да научиме нешто повеќе. И веќе сме чекор напред кога вака јавно се трудиме да зборуваме, вие ни давате прилика тука да зборуваме и за самата кампања, за нашите искуства, што мислам дека е многу голем чекор за охрабрување не само на нас, туку и на останатите. Добро, Александар рече дека повеќе сте научили на некој начин да направите зид околу тие негативни коментари кои ви се упатуваат на ваша адреса, но вашите родители, вашето семејство е загрижено. Како реагираат, Александр, исто твоите блиски? Има ли некој коментар што би посебно ве навредил, ве повредил, што ве принудил повремено да размислите и дали да ја напуштите оваа професија, како што спомнавте дека има случаи на инфлуенсери во Македонија? Јас за среќа немам некој проблем со моите блиски, затоа што моите блиски ми се најголемата поддршка, моите пријатели, моето семејство, но знам дека не им е седно тоа што некогаш ќе слушнат нешто што се збори за мене. И, например, ја не би сакала исто така моите пријатели да се чувствуваат лошо затоа што некој нешто кажал лошо за мене. Ама за среќа јас сум стварно обкружена со многу прекрасни луѓе и ми е олеснила целата ситуација, дури ме мотивирале и ми биле поддршка во моменти кога навистина ми било тешко. Кај мене, моите на почетокот не го разбира ова, им беше апстрактно се, но кога видоа дека има такви негативни коментари,
дефинитивно беа загрижени како родители, нормално, секој родител би бил загрижен. Но и јас почнав да се загрижувам кога почна да пишуваат лоши работи за мои блиски, ако се појават во видео, за мојата фамилија, родители, тогаш веќе тоа ми беше невкусно, затоа што јас лично можам да претрпам коментари кои што се поврзани со мене, но кога зборуваат лошо за некој кој што ми е близок, кој што ми е значаен, некако тоа поинако го чувствувам и повеќе, како да кажам, ми влијае лошо и затоа сум се трудел помалку да ги експонирам мојата фамилија, моите блиски на социјални мрежи со цел да избегнам такви коментари. Добро, сега сте охрабрени и вие останатите инфлуенсери дека оние кои се служат со говор на омраза може да одат и во затвор заради тоа и дека институциите со закон се обврзани да си ја вршат работата и да ги гонат таквите луѓе. Ме остана уште да спомнеме за овие технолошки компании, односно за социјалните мрежи, за Instagram, Facebook, TikTok кои ги користите. Се сеќавам на примери од Европската унија. Не знам, пред 10 години Европската комисија ги задолжи Twitter, тогашен Twitter, сега X мрежата или Facebook и Instagram, да ги отстранат, им даде некој период, рок, да ги отстрануваат автоматски од собствената платформа сите коментари кои содржат говор на омраза. Можно ли е нешто така да се автоматски да се бришат тие содржини? Сте се обидели или некојаш да разговарате со луѓето таму? На TikTok постои опција да се филтрираат коментарите. Така? И на Инстаграм исто. И на Instagram? Ги покажува како скриени коментари. Да, еве Instagram човек, еве TikTok човек, можеме да си кажеме за Но ги покажува сепак ги прифаќа Ги покажува, но треба да стиснеш таму за да ги отвориш. Тоа има една опција како скриени коментари, се вика hidden comments. Да, и ти одлучуваш дали сакаш да ги видиш. Може би затоа и не гледам некогаш така коментари. Па да, ама најчесто ги прифаќа тие што се као со универзални зборови, затоа што го детектира како англиски, а кога пишуваат на македонски коментари, сепак си стојат во регуларните коментари. Така што може би треба да се поработи малце за подобра детекција на нашиот јазик, затоа што мислам дека на англиски горе-доле се некако регулирани. Ама исто така и знам за Инстаграм со сигурност дека детектира кога има говор на омраза, може и да пријавиш. Тоа што јас го преферирам секогаш кога нешто ќе ми се случи, најчесто стискам блок и репорт за да може некако тоа действие да се детектира кај на социјалната мрежа. Добро, за креаторите на политики, еве апел да ги искористат искуствата на Германија, Франција и Австрија како земји со најстроги механизми, односно комбинација од закони, соработка со технолошките компании кои ги спомнавме и санкции за непочитување на правилата со цел најмал број на случаи, односно сведување на говорот на омраза на интернетот на минимум. За крај, уште еднаш јас ќе ја вртам оваа ролна, а вие кажете и кусо само порака за денешниот ден, за Европски ден на безбеден интернет и мораме да завршуваме, да се одјавуваме. Мислам дека треба сите луѓе да се трудат да остават позитивен импакт на социјалните мрежи и малце повеќе да се занимаваат со себе и со своето ментално здравје и доколку им се случува на младите, па и на постарите да добиваат хейт коментари, да знаат дека тоа не е реалноста, туку тоа е нешто што од некоја другата страна има проблем. Александар, да ги пријавувате насилниците. Така, мојата порака би била дефинитивно тоа. Трудете се да пријавите кога некој ви пишува нешто лошо, особено нешто кое што е загрижувачко. Останете си свој без разлика на негативните коментари, затоа што не смееме да дозволиме да си изгубиме самите себе си кога некој не навредува. И дефинитивно обкружете се со луѓе кои што ќе ви бидат потпора и ќе ви бидат најголема поддршка во такви моменти кога ви е најтешко. Александра, ви благодарам многу за гостувањето и ви посакувам успешни кариери. Ти благодарам на тебе.